Севкупната состојба во Република Македонија добива загрижувачки димензии. Нештата се толку сериозни, што посериозни не може да бидат. Не само што не смееме кон нив да се однесуваме несериозно, туку сите ние имаме обврска да одговориме на ниво на сериозноста што е неопходна во вакви околности. Примањата милионски суми кеш пари во случајот со продажба на Македонска банка, примањата кеш со каса прими и печат на ВМРО ДПМН, купувањето огромни имоти на име на ВМРО ДПМН последните месеци пред распишување на изборите. Се мега скандали во кои што е директно инволвиран председателот на владеачката партија ВМРО ДПМН и премиер во владата на Република Македонија Никола Груевски. Обелоденетите докази за сите овие случаеви и за низа други што ги објавивме се сведоштво за невиден криминал што не го памети историјата на нашата земја од осамостојувањето до денес. Објавениот доказен материјал не е дел од некој криминалистички филм во кој Никола Груевски има главна улога. Тоа е сурова реалност за класичен противзаконски акт од страна на човекот кој веќе 8 години одлучува за судбината на државата и за судбината на сите нејзини граѓани. Во Европа и светот за многу помали коруптивни скандали паѓаат многу поголеми политички имиња од Никола Груевски. Токму затоа ова не смее да остане неказнето. Почитувани граѓани, уривањето на уставот и законите би значило уривање на државата. Криминалот на Никола Груевски мора да ја мобилизира целокупната јавност во земјата. Секој игнорирање на овие случаеви е игнорирање на интересите на Република Македонија и на нејзините граѓани. Затоа повикувам на свест, совест и правда. Ги повикувам сите релевантни фактори во Македонија да бидат на висината на своите обврски и задачи. Ова се однесува на државниот јавен обвинител, целокупниот правосуден систем во земјата, антикорупцијската комисија, Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, финансиската полиција, академската и експертската јавност, невладиниот сектор, медиумите и сите граѓани, од прв до последен, да застанат во одбрана на правниот поредок во Република Македонија. Тоа значи санкционирање на очигледниот криминал, во кој што е вмешан директно првиот човек во државата, премиерот Никола Груевски. Како верник, упатувам порака до црковните служители кои ги претвараат богослужбите во предизборна политичка пропаганда, дека нема ништо христијанско во злоупотребата на црквата во агитирачки цели. Им се обраќам на сопствениците, менаџерите, главните и одговорни уредници и програмските уредници на медиумите кои, одработувајќи наемна работа за власт, ги игнорираат целосно мега скандалите, посебно скандалот за Македонска банка, зад кој што стои премиерот Никола Груевски. Свесното сокривање на криминалот значи подршка за сторениот криминал. Почитувани граѓани, сериозноста на овој случај ја надминува важноста на изборите и изборниот процес. Но токму тие избори се вистинската шанса да се тргне од власта човекот кој продолжува да ја злоупотребува таа власт, на сметка на интересите на државата и народот. За крај, нему на Никола Груевски му порачува: Груевски, оние кои се обидува да го покажат твоето вистинско лице, гнијат по затворите. Постои сомнеш дека некој поради тоа дури и не е меѓу живите. Знај дека тоа нема да ме уплаши и нема да ме спречи да ја извршам до крај својата пред се граѓанска должност. Го објавив доказниот материјал за твојот криминал поврзан со продажбата на Македонска банка, затоа што така треба и никако поинако. И да не бев политичар, и да не бев лидер на најголемата опозициона партија, и да не чекаа избори, ќе го сторев тоа без размислување. Ќе го стореше тоа кој било совесен граѓанин на Македонија, кој искрено ја сака оваа земја, бидејќи тоа е човечко право и обврска. Правдањето дека снимката од телефонскиот разговор е монтаж е само купување време до моментот кога експертизата ќе ја покаже веродостојноста на материјалот. Ако се надеваш дека сте успеале да купите и придобиете многу луѓе, па ќе успеете да ги купите и оние кои ќе работат на таа експертиза, те уверувам и тебе и твоите соработници дека во светот постојат луѓе кои се различни од вас и дека држат до својата професионалност. Сега јасно, Груевски, зошто бегаш од това дуел со мене.
Знаеш дека има толку многу да ти кажам и за Македонска банка, и за националната платежна картичка, и за Телеком, и за Окта, и за многу други работи. Но и за вистината и за политичката позадина на судскиот процес за Глобал, со што сега манипулираш. Груевски, дали може барем еднаш да бидеш голем? Ако пред 8 години вети преродба, тогаш еве ти шанса тоа денес да го оствариш. Со твоето соочување со правдата и заминување од политичката сцена, ќе и донесеш вистинска преродба на Македонија. Почитувани граѓани, вие кои сте вработени во јавната администрација, вие кои што примате социјална помош, корисници на земјоделските субвенции, бизнисмени, пензионери, вработени и невработени, до кога ќе дозволите да ве понижува и да ви се заканува власта? Насекаде во светот, власта се плаши од граѓаните. Само во нашата земја, граѓаните се плашат од власта. Не е живот постојано да се живее под притисок. Нема среќа кога не постои никаква надеж. Сите гледате дека државата ни пропаѓа. Сите знаете дека со сила сака власта да се одржи. Знаеме сите дека ова не се ниту фер, ниту демократски избори. Демократската шанса за политички надпревар не постои во нашата земја. Но сепак тоа што остана е тајноста на гласањето. Зад параванот секој е сам и никој не може да дознае кој како гласал. Верувам во храброста и одговорноста на секој наш граѓанин, посебно кога се работи за еднината на земјата. Храбрите луѓе можеби не живеат вечно, но уплашените постепено умираат секој ден. Ве повикувам да гласаме за промени, за нов почеток. Ве повикувам да гласаме за поинаква од денешната, за подобра Македонија. Благодарам. Прво прашање, ВМРО реагираше за случајот Тумбовски. Вела дека соработувате со лице осудено за криминал. Која е вашата реакција? Мене ми е драго што овој човек, најверојатно надвор од државата, се одважи со доволно храброст да покаже дека и тој не се плаши како многу граѓани во Република Македонија што не се плашат ниту од Груевски, ниту од власта. При тоа, во неговото одважување и писмо, и ги слушнавме и разговорите, зборува како е еден од соснивачите на ВМРО ДПМН, учесник во првите управни одбори или извршни одбори на власта, човек кој што бил прв соработник на Груевски, прв финансиер на Груевски. Човекот јас не го познавам, а очигледно дека Груевски го имал за многу добар пријател. Повелете. Власта ве обвини дека сите овие документи кои се презентирани или поголем дел од нив дека се работи за фалсификат. И уште едно прашање, дали да ја одговорите на некој начин директно дека не го познавате господинот Загорец Тумбовски, дали некој сте имали контакт со него, дали некој сте работели, дали сте имали некои релации со него? Значи Зоран Заев е докажан социјалдемократ. Прво, луѓето припадници на власта избегнуваат секаква соработка со Заев, со неговите семејни фирми, па дури и со општина Струмица би рекол заради тоа што Заев е градоначалник на Струмица. Никакви соработки никогаш не сум имал ниту на деловен, ниту на било каков план, а за жал гледам дека Груевски имал добри соработки и не само тоа, а очиглед на јавноста е дека заради тоа што некој помагал, а при тоа помагање на ВМРО ДПМН давал кеш, го кршел законот. Груевски го исто така кршел законот со примањето на сиве овие пари, каде што законот не дозволува примање донации над 5000 евра. За да го заташка и закрие целиот овој случај, за жал се отворени најверојатно вакви постапки. Секако едно е јасно, за многу случаи во Република Македонија правосудниот систем мора да преиспита, заради тоа што ова зло, ова наметната режимска состојба во државата ги урни са сите системи, кои што значат систем на државно управување или државни инструменти, државни механизми за секоја нормална земја. Да имам уште едно прашање, премиерот Груевски ве прозва дека ако на 27 освои Струмица, дали ќе се дадете оставка од функцијата градоначалник? Имате ли коментар? Еве има уште денеска и утре денови да прифати премиерот Груевски дуел, па овде да му одговорам на сите негови прашања, секако да ги поставам и моите прашања, па и тој да ја одговори на целата македонска јавност. Тврди дека сме демократска земја, ако тврди, треба да прифати дуел. Ако не, тврдењата остануваат. Нема ниту демократија, ниту фер шанси за опозицијата да се бори, ниту било какви можности за борба.
Иако во такви услови гледате продолжуваме да се бориме. Немам намера да поднесувам оставка од ништо. Ниту од градоначалник, ниту од председател на СДСМ. Оваа борба ќе продолжи, јас се надевам со СДСМ на власт, за да нашата Македонија биде донесена на вистинскиот колосек, нормална земја со известна иднина и надеж кај сите граѓани. Доколку СДСМ победи, може ли да се рече дека ќе го помилувате лицето за град Сомовски? Не, апсолутно. Немам ниту право јас да зборувам за вакви работи, ниту било што. Јас само давам констатација на храброста кој што некој граѓанин не покажал во ова време на страв и закани од власт. Судските системи се тие кои што ги утврдуваат конечните одлуки дали некој е виновен за нешто или не. Апсолутно немам намера. Немам намера едно зло да избркам од државата за да дојде друго зло во државата. Апсолутно. Пораката која што сакаме да испратиме до сите уште од 28 е слобода и демократија. Единство, сплотеност на сите. Без некој да се плаши дали ќе биде избракан од работа, дали ќе изгуби некој привилегии од својата земја или слично. Ова е наша заедничка земја и сите заедно, сплотени, спокојни, растеретени од овие спреги и пранги кои што ги имаме сите во ова наше општество, заедно да ја градиме нашата Македонија.